Дојди во Карпош. Да имаш 35 години значи да си се уште млад, а полека но сигурно да навлегуваш во својата зрелост. Така и со општината Карпош, која годинава полни 35 години и една од најголемите и најубавите општини на градот Скопје. Ова е општина на солидарноста, изградена по земјотрес од 1963 година. Карпош 1, Карпош 2, Влаје 1, Влаје 2, Тафталиџе 1, Тафталиџе 2, делови од Козле, како и населбата Владо Тасевски, Карпош 4, Карпош 3, исто така се изградени по земјотресот со средствата од Светската солидарност. Посебно ми е драго што токму во општина Карпош се наоѓа символот на таа солидарност, на поддршката што имавме од Обединените нации, тоа е мостот Обединените нации, кој што го поврзува Карпош и градот Скопје со останатиот дел од Републиката и од светот. Градовите, оние кои ги има, но и оние кои ги нема, се дел од вселенскиот простор. Колку си поблиску до звездите, толку си поблиску и до тлото под нозете, кој имаш единствена и животна можност да го газиш само ти. За една таква планетарна врска и љубов говори и градот Скопје. Тој центар и епицентар на распосланата убавина и секогаш новите и недосонуваните соништа не се простира само од Драчево преку Карпош до Ѓорче Петров, туку многу повисоко, многу пошироко и многу подалеку. Неговите трансверзали поминуваат низ нашите срца кои копнеат и мечтаат никогаш да не престане жуборењето по речното корито на Вардар. Таа надојдена река, како забрзана мисла која молскавично ги прескокнува далечините од Вруток до Егеј, ги носи ладните снеговни води од Шара, минувајќи низ една од најубавите општини во градот Скопје. Тоа е нашиот Карпош, храбар и достоинствен, исто онаков каков што бил големиот војсководец Карпош, војводата од Карпошовото востание, но и неговиот наследник, револуционерот Христијан Тодоровски Карпош. Нашиот микрополис Карпош е дел од Вселената, немирен и загледан кон звездите, заитан кон поубавото утре, озарен од сончевите зраци кои полека се спуштаат од прекрасниот планински бисер водно, па се до падините со винови лози над Козле, но и спокојната котлина кај Лепенец и Скупи. Распослана во централно-западниот дел на Скопје, таа се гордее дури со две реки, надојдениот Вардар и немирниот Лепенец. И уште едно мало совпаѓање. Општина Карпош сега полни 35 години. Но и 35 квадратни километри површина. Дојди во Карпош. Дојди, за да ја почувствуваш топлината и убавината на едно непрегледно море од нови градби, нови надежи, нови соништа, нови убави мисли. Привилегија е да се биде карпошовец, но не само во Карпош, туку и ширум светот. Тоа го знаат многубројни знајни и незнајни скопјани, кои единствено можат да се пофалат со тој факт дека во нивните лични документи пишува оти се родиле токму тука. Вардар и Лепенец и понатаму ќе другаруваат и ќе водат братска борба кој да биде побрз, посилен и помил за утринските сонливи рибари, но и за ретките капачи, кои не заборавиле дека некогаш тука имало градски плажи. Минаа времињата на нивните диви води покрај дивиот брег. Сега пловат мирно, помирно, во дружба на спокојните шетачи по убавиот кеи. И сите заедно во топлите летни и доцните есенски вечери сонуваат. Го сонуваме сите ние недосонуваниот сон на Карпош и за Карпош. За вчера, за денес, за утре, за секогаш. Во подножјето на Зајчев-рид, од левата страна на реката Вардар, во близина на скопската населба Злокуќани, пронеден е уште еден од многобројните археолошки локалитети во Македонија. Античкиот град Скопје, древниот предок на Скопје. На северниот крај на градот се издига прекрасниот антички театар, во кој биле изведувани драмски представи. Во него се одвивал целокупниот културно-забавен живот во градот. Хавзи паша станал скопски паша во 1820 година, а во 1845 година го напуштил Скопје. Дојди во Карпош. Под камените зидини на Скупи,
Тоа име кое со векови го краси овој наш недогледен урбан простор, скриена е звездената историја. Се гаселе едни звезди и заискрувале други. Само од падините на водно може да се види сето она што го создала човечката рака. Тие вечни неимари на градењето, сонувањето и патувањето од еден милениум во друг, од епохата на романтизмот до епохата на футуризмот. Но никогаш не заборавајќи кои сме, какви сме, каде сме се упатиле и зошто. Само ние најдобро знаеме кои се нашите огништа и предци, каде се нашите дедовци и лузни, но и каде ќе водат нашите идни визии и бразди. На подадената рака одговараме со подадени раце. Го љубиме патникот намерник како ближен свој и го повикуваме секогаш одново и тој да почувствува, да земе, да зграбчи, да нацрпи дел од ова наша убавина во Карпош. Ако само се обидете да ги наброите сите значајни личности и места, кои се родиле, живееле и се уште се будат и сонуваат овде, бидете сигурни дека списокот ќе биде непрегледен и недоброен и ќе направите грешка при набројувањето, не во првиот, туку и во илјадитиот обид. Живееме во една општина која се грижи за своите граѓани, која се грижи за своите сообраќајници, за своите зелени површини и конечно за својата чистота. Кога би требал да истакнам еден дел од општината Карпош, тоа секако би бил за мене како спортист кеот на Вардар, затоа што тука сме скоро секој ден. Јас веќе 30 години практикувам и правам футинг поред Вардар, меѓутоа се гордам затоа што секој ден се повеќе и повеќе луѓе од Карпош ми прават друштво и мислам дека тоа е еден од најбавиот дел што може да се види во Скопје. Дојди во Карпош. Карпош има се што треба да има еден редок, незаменлив и би рекле недофатлив животен ареал, простор каде што спокојно се живее, работи, учи, расте и влюбува. Со секој чекор низ Карпош, поблиску сме до пресекнатиот џубор на аквадуктот во Скупи, сред мирнотијата и интимата на Хамзи Пашините конаци, каде што биле поставени темелите на градот Феникс. Опожаруван и рушен, тој секогаш се издигнуваше повисоко кон звездите, со нов волшебен сјај, кој никого не остава рамнодушен, како треперењето на липите и брезите, како вишниот лет на белите гулаби над градот, каде што врие како во пчелина кошница. Заитани граѓани кон сите страни, колку да се поздрават, да разменат поглед, насмевка или збор, радосни што повторно се сретнуваат таму каде што чекореле и чекорат знаменити скопјани, карпошовци, бунтовници и творци. И внуците на нивните внуци еден ден ќе го мерат растојанието од едниот до другиот крај на градскиот парк, со ролерки или непрекинат атлетски трк, пеш или со велосипед по кеот на двете страни на најмакедонската река, под мостот на Обединетите нации, Газела и сите други мостови подадени како джиновски раце од едниот до другиот брег, во името на човекувањето и векувањето. Одделението за односи со јавност е всушност гласот на општина Карпош. Фатим, ние сме и окото и улото на Карпош, затоа што преку неколку мейл адреси ние првен ги прибираме прашањата на граѓаните, на новинарите, на сите заинтересирани, а потоа одговараме на нив. Воопшто сите медиуми ни се достапни, ги нудиме за комуникација и ги потребуваме за комуникација со цел нашите граѓани благовремено и во целост да бидат информирани. Со постојаната поддршка која што ја добиваме од страна на нашата општина, општина Карпош, и со низиното актуелно раководство и со градоначалникот при нашата општина господин Стефчо Јакимовски, имаме една среќна околност да ги поседуваме или да ги имаме овие креативни работилници каде што сите талентирани ученици во слободното време по редовната настава можат да се дообразуваат и да напредуваат во својот талент. Дојди во Карпош. Карпош е благодет и благост на срекните и избраните, на тие што им се исполнил сонот, на тие чија што е судбина, на тие што радоста вечно им се наспевнала. Кој еднаш случајно или намерно патот го донел тука, тој никогаш не посакал и не се оддалечил од тука. Има некоја волшебна магија,
некоја тајна искриена сила која што луѓето во Карпош ги привлекува, обединува, закотвува. Дали се тоа зелените дрвореди или цветните патеки долж Партизанска, или можеби убавиот кеј каде што ги трошат долгите летни ноќи, можеби джагорот на децата по безбројните игралишта или спокојот на зимскиот сон во нивното катче, во нивниот дом. Каде и да отидете, Карпош е единствен и незаменлив. Тој повторно ќе ве повика да се вратите назад и радосно ќе ги подаде неговите раце за да ве прегрне сред своите зелени и ширни скути. Најдобрата, проверената и најквалитетната зелка во Скопско се произведува во селото Бардовци. Таа е полна со С-витамин и е докажан лек против грип и настинки. Дојди во Карпош. Натежнале пазарските тезги од есенските плодови во Тафталиџе. Се симнале гроздовите од жданец и нерези. Распукале како белутрак зелките од Бардовци, се црнеат костените од Водно. Чиниш сиот раскош на природата и сето богатство на вредните раце, сакаме да го преселиме дома, за да бидеме поблиску до коренот, стеблото и родот. Хотелот Александар Палас е водечки хотел во Македонија. Се наоѓа на десниот брег на реката Вардар, на само 3 километри од центарот на градот. Спортскиот центар Борис Трајковски е елитен комплекс и представува единствен спортски центар на територијата на Република Македонија, како и на Балканскиот полуостров. Дојди во Карпош. Многу нешта го разубавија ликот на нашиот дом. Карпош децении расте се поубав и поубав. Но имаше и видни неимари. Десетина татковци вградија брем по една цигла во него. Некој повеќе, некој помалку, но сите незаборавно. Ристо Попески, Јован Цубалевски, Кирил Алексовски, Митко Велков, Војче Кушевски, Владимир Станковски, Саша Кузмановски, Стефчо Јакимовски, Андреј Петров, Сашо Димич и повторно Стефчо. Тој некако му е најмил, и тој на Карпош, и Карпош нему. Затоа и во два наврата љубовствуваат и се борат кој кому ќе му всади повеќе љубов и душа. Актуелниот градоначалник на општина Карпош, господинот Стефчо Јакимовски, очигледно е влюбен во општината Карпош, штом во два наврата е неизин прв човек. Така сметат и граѓаните кои неодамна повторно му ја дадоа довербата, како и во 2000 година. Јакимовски е поранешен репрезентативец каратист, новинар и колумнист, министер за економија, за труд и социјална политика, приватен стопанственик, би рекле човек на свое место. Па сега не случајно токму тој има задача, добиена од сограѓаните, Карпош да биде единственото и најсрекното место за живење, учење и работа. Посакуваме само да продолжи да им дава предимство на новите и неистрошените идеи. Мотото на Филип II, која е исклучително современа и неопходна болница, е за подобро здравје. Незиниот основач и главен хирург, академик доктор Жан Митрев, создаде врвна клиника, прекрасна стручна екипа и илјадници извршени операции. Моето враќање во Македонија почна со враќањето практично во општина Карпош во Скопје. Тука и живеев тогаш во почетокот, тука работев, тука продолжувам да работам и сега во општина Карпош ќе продолжи и новиот проект на новата болница Филип II. Јас во Карпош се осеќам како дом. За срцето тој вели: Љубовта е во срцето. Дојди во Карпош. Дојди за да бидеш дел од сите нас. Заедно да ги наблюдуваме и броиме звездите на бисерното сино небо. Да ја почувствуваме уште еднаш ружата на ветровите од Водно, вардаровата летна свежест, мистичната убавина на духовниот храм Свети Пантелеймон, древноста и стаменоста на Скупи, непрегледната широчина на скопскиот кеј, немерливата добродушност и срдечност на возрастните и децата, нескриеното задоволство на пазарџиите, ластовиците кои не сакат да се вратат назад поради новосвиените гнезда, секојдневната љубов
и катадневните спомени кои стануваат историја при самиот чин на создавањето и случувањето. Манастирот Свети Пантелеймон во Горна Нерези е изграден во 1164 година. Фреските во него представуваат врвен пример на македонското фреско сликарство. Една од најзначајните фрески е облакувањето на Христос. Дојди во Карпош. Ние сега веќе имаме 35 лета. Позрели сме и пополнолетни и поисполнети од било кога. Ве повикуваме заедно да летаме, да шетаме, но и да пресметаме. Колку илјадници милји пат, колку илјадници години време, колку илјадници луѓе треба да поминат и да го создадат новиот град, новиот Карпош, новиот свет и век, новиот милениум, новата ера. Но и новата верба во новиот град над градовите, песната над песните, реинкарнацијата на праисконското, возобновувањето на прадедовското, отелотворувањето на имагинарното. Градот Скопје и општината Карпош имаат еден и единствен пат и сон. Нивниот сон е пат, а нивниот пат е сон. Колку подалечен, толку поубав. Колку посонуван, толку досонуван, реален и можен. За ниедна стапка да не остане незабележана, за ниедна капка пот да не остане непочувствувана, за ниеден збор да не остане нечуен, за ниедна испружена рака, откината насмевка, утрински поздрав, вечерен бакнеш, не останат попусти и заборавени. Заборавот е најголемото вечно страдање. Тоа е нечуен крик во пустината, тоа е нестивната болка во градите, па зошто да не го пуштиме стравот од заборавот да отплови по Вардар, за еден ден пак да се врати, заедно со есенските дождови, заедно со напластените снегови, заедно со пролетните ветрови, заедно со летните жеги. Карпош е камен и стамен. Карпош е траен и знаен. Карпош е речен и вечен. Дојди во Карпош.